Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Александар Бичиклиски, а ова е шестото издание од втората сезона на емисијата Проверитас. Неделат само 3 дена од вториот круг на локалните избори. Вечерва ќе разговараме на една многу интересна тема за единствената ромска општина во светот, Шуто Оризари, за незината визија, за незината еднина, а ваш вечерашен гостин е кандидатот за градоначалник господинот Ерџан Демир. Ерџан, добро вечер. Добро вечер. Добро дојде во студиото на Проверитас. Се надевам ќе направиме интересен муабет. Пред се ти се заблагодарам што успеа да издвоиш малку време бидејќи си во изборна кампања. И во една морам да признам многу интересна изборна кампања која што се случува во општината Шуто Оризари. Она што го приметив деновиве, тоест вчера завчера, е твојата програма и кампањата во Шуто Оризари што е обединувачка. Значи, зад тебе застана огромен број политички партии кој што учествува во првиот круг самостојно. Настапуваш без поделба на етникум или верско убедување и потпишавте една декларација за обединување со идниот, би рекол, градоначалник на Скопје, Орце Георгиевски, насловена за подобро Шуто Оризари. На што се должи ова? Токму така. Прво да се заблагодарам за вашата покана, да можам ја да бидам дел од ова ваша емисија. Искрено чест и задоволство ми е да бидам тука со вас. Тоа што се случува во моментот во Шуто Оризари, можеме слободно кажеме дека се случува историја. За прв пат ВМРО ДПМН настапува со свој кандидат за градоначалник во Шуто Оризари после 29 години од постоењето на самата општина. Инаку ВМРО ДПМН во минатото цело време поддржуваше некој од коалиционите партнери, а годинава извршниот комитет и председател донесоа таква одлука да може да настапиме ние сами во Шуто Оризари. Иако реално сите беа така по-скептични дали ќе успееме, нема да успееме, имаме капацитет, немаме капацитет, можеме да не се избламираме, но резултатот си го кажа своето од првиот круг. Значи ние во Шуто Оризари овој пат имавме, можам да кажам, најголем број на кандидати, односно бевме шесторица кандидати во првиот круг и јас сум еден од тие кои што влезе во втор круг заедно со актуелниот градоначалник. И што значи дека граѓаните не препознаваат, граѓаните знаат да проценуваат, знаат да одберат правата и вистинската страна и ја реално сум многу горд на сето тоа и сум заблагодарен за сите нив за нивната поддршка. Сега знаете како, нели, прв круг сите политички партии некои си имаат своји членови, своји активисти, нормално е тоа дека секој ќе гледа да го поддржува, нели, својот кандидат, но во втор круг веќе стануваат поинаку работиве. Тоа што го направивме ние со потпишувањето на самата декларација, не само тоа дека потпишавме декларација за поддршка на кандидатот за град Скопје Орце, туку направивме и декларација за поддршка за самите нас, за заедничка соработка, односно за сето тоа што сакаме да го правиме во Шуто Оризари, во какво издание сакаме да гледаме Шуто Оризари во иднина. Инаку еден, да речеме, на таква прва споредба што може да се направи е тоа дека јас како прв пат кандидат за градоначалник во Шуто Оризари настапувам со своја програма, со своји проекти, а додека актуелниот градоначалник тоа го нема. Настапува со проекти кои што веќе и проекти и средства кои што му се одобрени веќе од владата. И со тие договори вели дека он ако стане градоначалник, дека тоа ќе го направи, сакајќи да ги изманипулира нели граѓаните, а ние ми велиме на граѓаните дека кој да стане градоначалник, тие проекти сите мора да се реализираат благодарение на владата. Се кити со туѓо перје, би рекол, но ќе говориме подоста за актуелниот градоначалник во заминување. Ерџан, ова кажа пред малку, резултатот во првиот круг беше во полза на твојот политички опонент. Очекувано. Веруваш ли во пресврт сега во вториот круг? Очекуваш ли пресврт? Да, апсолутно. Ние очекувавме да во првиот круг води нели актуелниот градоначалник, затоа што он не само дека он лично има многу голема поддршка од граѓаните, тука и одигра голем фактор и поддршката на ДУИ, албанските гласови во Шуто Оризари, кои што има максимална поддршка за него, додека нели не во другиот дел ние со ромските гласови ги одвоивме малце гласовите во повеќе луѓе и така да се случи тоа што се случи, ново за втор круг сум сигурен, убеден сум дека ние ќе победиме. Ќе видиме во недела вечера и јас сум убеден дека ќе победи Ерџан, познавајќи колку вложи труд периодов годиниве наназад за сето тоа да го создадеш во Шуто Оризари, бидејќи јас сум човек кој што ја следи политиката и навистина почна од нула, создаде нешто треба. Па почнавме во најтешкиот период, ако се сеќаваш, нели ние комитетот во Шуто Оризари почна во 2016-та.
буквално немавме 10 луѓе како членови, а сега веќе бројката нели е многу поинаква. Многу добро е тоа што самите граѓани бараат да доаѓаат, да бараат пристапници да потпишуваат се со цел да станат членови на ВМРО ДПМН, и тоа не сега, многу и претходно додека бевме и опозиција, тоа се случуваше. Да, и тоа е добар знак кога некој доаѓа дури си во опозиција, значи доаѓа од интерес личен за целата таа работа. Што може Ерџеневе да понуди на шуторизари? Моje мислење, а и она што го забележувам како човек што цел живот живеел во комшилук во Топанско поле, е дека општината се уште за жала има субстандардни услови. Сметаш ли дека може да се промени тоа? Апсолутно. Ја ако мислев дека тоа нема шанси да се среди, да се оправи, немаше да се нафатам на целава работа. Значи, ситуацијата во која што во моментот се наоѓа шуторизари не е само така инфраструктурно руинирана, него шуторизари во моментот е како општина во целосна изолација, затоа што раководството на актуелниот градоначалник на шуторизари тој нема соработка со никој. Буквално човекот сам со себе си работи само исто како да си е дома во својот двор и нема тука напредок, нели, нема кој тука да направи нешто, се додека не дојде ВМРО ДПМН на власт да даде голема поддршка, нели, за тие инфраструктурни проекти кои што се планирани за шуторизари, како што се инвестиции во инфраструктурата, нели, атмосферски и фекални канализација, асфалтирање, но се и ценам дека е срамно за него да се фали со таквата поддршка. Иначе знаеш и ти, нели, дека Курто Дудуш веќе 8 години, втор мандат, веќе се кандидира за трет, значи 2 мандата градоначалник да не успее да направи едно уличко со сопствениот буџет на општината е многу срамно за него, додека, нели, цел време се жали дека нема буџет, нема средства во општината, а додека граѓаните гледаме дека и тие средства завршуваат во некоја друга сметка, кај што не треба да биде тоа, нели? Да, со оглед на тоа дека си убеден дека ќе победиш во недела, и се работи за многу проекти кои што треба да се реализираат во шуторизари. Очекуваш сигурно владата ти биде партнер во реализацијата на овие проекти. А кој е главниот проект вака што им го ветуваш на граѓаните? Што е вака најбитно според тебе? Многу работи се битни секако. Многу работи. Најме да издвоиме една, две, нека бидат. Па една од главните работи која што ја ветуваме за шуторизари заедно со кандидатот, нели, за градоначалник Орце е да изградиме културен дом во Шуторизари. Затоа што видите, Шуторизари беше предпознатлива по својот фолклор, по културно-уметничкото друштво Пралипе, кое сега буквално згасна, тука нема. Шуторизари беше предпознатлива по театарските представи и групи, нели, што ги имаше. Нема кој да ги поддржува овие писателите, нели, на книги што се авторите, буквално нема ништо, а ние цениме дека доколку една заедница, една нација нема култура, тогаш нема ништо. И затоа наш прво и најприоритетно ветување и проект е тоа да се изгради културен дом во територија на општина Шуторизари и токму таа во една средба со разговор со Орце и со другите градоначалници, ајде што како ќе направиме тоа ни е приоритет, нели? И рековме културниот дом да го крстиме Есма Реџепова, затоа што цениме дека, нели, Есма Реџепова како кралица на ромската музика тоа го заслужува и многу повеќе, но еве да почнеме од културниот дом во Шуторизари и ценам дека овој културен дом во иднина ќе придонесе за голем раст на активностите, на работата како на фолклористите, така и на актерите и на сите други кои што учествуваат во делот на културата. Второ, еден од поголемите проекти е тоа што го ветуваме во Шуторизари да се изгради фудбалско игралиште, стадион со трибини, затоа што не знам колку знаете, но во минатото имаше доста роми кои што произлегуваат од Шуторизари, нели, кои што живеат во Шуторизари. Да. Се сеќавам, сум ги гледал на преварите. Така. На времето ФК Напредок имаше доста талентирани фудбалери кои што играа и надвор, не само во Шуторизари, него и во другите клуби, па дури имаше, мислам дека и во втора и во прва лига луѓе од Шуторизари кои што играа фудбал, нели? И тоа ја по 15.000 луѓе да го гледаат на преварите. Токму така, а во денеска имаме ситуација каде што нашите деца буквално немаат
каде да играат фудбал, нема каде да спортуваат, што е многу жалосно, затоа што општината овој период не вложи ништо во делот на спортот. Не само во спортот, општината можеме да речеме дека не вложи буквално во ништо, ни во културата, ни во спортот, ни во образованието, ни во било што. Едноставно градоначалникот си имаше само своји приоритети, нели своите лични интереси, а додека граѓаните си беа оставени на милост и на немилост, и тоа е многу жалосно. Имаше ситуации каде што, да речеме, нашите деца требале да играат над превари, нели, во домашен терен, па терен немаме, тогаш моравме да бараме други услови. Имаше путел нека друга општина да играат. Токму така, имаше еден момент кога насрету отидоа да играат во едно игралиште во Сарај, па дојдоа тука граѓаните, нели, ги избркале од терен, децата немале кај да играат, и тренерот се вклучи, нели, на Facebook, побара помош, излеговме на пресред, така што преку нашиот брат Александар од Грчо му возможивме тие надпревари да ги играат во село Волково, во тоа фудбалско игралиште, децата беа премногу радосни за сето тоа. Мислам дека, знаете како, човек кога прави некој добро и гледа радост во другите, посебно радост во децата, тоа е нешто голема мотивација, што не тера. Да не заборавиме, Ерџан се ме потсети на една генерации на добри боксери кои што излегуваа од шуторизари. Јадигар мислам дека се викаше. Да, Јадигар почина така. Ние имавме многу добро пинг-понг клуб во Шуторизар. Многу успешен беше. Почна работата да тргне некако, но луѓето немале услови каде да вежбат и така згасна се. Така, кажи ми, Ерџан, во однос на ингеренциите кои што ќе ги имаш како градоначалник, што планираш за подобрување за условите за живот, борбата против сиромаштијата, образованието, нешто многу битно исто така што е битно за оваа општина. Дали имаш план како тука да се помогне на граѓаните? Секако дека имаме план, размислуваме и за тој дел. Видете, можам да речам дека во последни, да не бидат тосума, 4 години, не знам дали 10 дрва се засадени во Шуторизари, што е многу лоша работа. И, значи, планираме да вложуваме посебно внимание во делот на формирање на зелени површини. Значи, во Шуторизари немате паркче, немате тревник. Нема нигде, да. Нема. Буквално е све во бетон, све во бекатонки, и тоа што е такво какво што е за никаде, нели, нема услови тука за користење, така да планираме да изградиме еден добар парк, со многу зелени површини, со патеки, стази за пешачење, со клупи, со канделабри, да засадиме дрвци во другите таму кај што можеме, нели, да засадиме, се со цел да го зголемиме тој процент, нели. Ке посветиме посебно внимание на јавната хигиена. Значи, тој дел тука многу запоставен. Значи, Шуторизари не само што е предпознатлива по дивите депони, него и по самата нехигиена по улице, затоа што актуелниот градоначалник не го прави тоа, не ги чисти улиците. Планираме да формираме јавно комунално предпријатие на ниво на општина кој што ќе се грижи за сите тие работи, како за одржување на зелените површини, јавната чистоќа, нели, осветлувањето и сите други работи, се со цел да направиме нешто да можеме на нашите сограѓани да им овозможиме почиста и поздрава еколошка средина за живење. Затоа што доколку немате таква средина не можете да очекувате, нели, здрава заедница, нација да имате, тоа е голем проблем за нас. Ќе посветиме големо внимание на тој дел. Во однос на образованието планираме да дадеме поддршка за најдобрите ученици и студенти со доделување на стипендии, воведување на целодневна настава. Значи, во Шуторизари ние имаме 2 основни училишта и немаме целодневна настава, а имаме потреба од нешто такво. Планираме да воведуваме униформирање на учениците, како и во другите општини, нели, тоа да биде и во Шуторизари, се со цел да не се гледа таа социјална разлика помеѓу учениците, нели, да кој е сега пооблечен, кој не е облечен. Исто така планираме да имаме и ужина во училиштата, затоа што во минатиот период се случило неколку пати каде што, нели, децата нема што да јадат во школа, па за време на големиот одмор излегуваат и мора да преминуваат главна улица, се со цел да си земат нешто да каснат. И многу фреквентно и ризично е тука, значи имавме неколку такви несакани ситуации таму и тој дел мораме да го решиме тука, да им овозможиме на нашите деца да има се подобри услови за образование. Ајде малку да разговараме за твојот против кандидат. Во недела против кандидат ти е Курто Дудуш, инаку вака за информација на нашите гледачи,
Курто Дудуш четврти пат учествува на избори од 4 различни политички партии до сега. Што мислиш, Ерџан, зошто е тоа причина? Дали се нереалните ветувања кон политичките сојузници, негови нискиот степен на лојалност, зошто Курто Дудуш 4 мандати со 4 различни сојузници? Па јас би алудирал тука на лојалноста. Знаеш, кога еден човек не е лојален кон своето семејство, кон своите најблиски, тој не може да биде лојален и кон другите. Значи, за да бидеш лојален треба да си човек, не да си коректен. Сега, ќе излажеш еден, ќе излажеш друг, ќе излажеш трети, веќе тука се губи целата слика за еден човек, но Курто Дудуш е Курто Дудуш, предпознатив, сите го знаеме каков си е, што си е, јас не би сакал многу сега да посветам внимание на него. Иначе тоа што он се кандидирал од 4 партии, не ја гледам вината во партиите од кои што се кандидирал, него тој секогаш бараше некоја гранка за спас, се со цел само да остане градоначелник, како и сега. Прави се буквално во општина Шуторизари, само како да доби уште еден мандат. Не дека многу сака да помогне нешто на заедницата, на сограѓаните таму, него да си ги оствари своите интереси кои што си ги има запоставено како цел. Па може би да се заштити со оглед на тоа дека е под неколку кривични пријави според она што го знаеме, едната е и за ѓубрето. Па и не само една, он мислам дека има повеќе. Според мои информации мислам дека се повеќе од 40 на пријави има против него. 40? Да, повеќе од 40 на пријави има против него, но тоа е тоа сега. Па го одбележува последниве 4 години скандали, диво градби за кои што самиот вели, ќе го цитирам, не знам кои гради, навреди кон инспектори, институции, фамилиарни вработувања, века дека 20 луѓе од неговото семејство вработи блиски. Така. Доби нели кривични пријави за проблеми со ѓубрето, тука си оние диви депони. Моја оценка е дека се работи за еден контрадикторен и крајно неубедлив мандат. Очекуваш ли тоа да го препознаат и жителите на Шуторизари во недела? Дали го препознаваат тој момент? Според бројки, ако кога ги собереш на куп, контра него стварно има огромна бројка на луѓе кои што... Па не само граѓаните, ја мислам дека и самиот оној веќе свесен што го очекува и затоа во последниве денови некако е вака во паника цело време, нели не знае што да прави, како да прави, се со цел да може да освои глас плюс да добие некој ветување од граѓаните дека ќе го гласаат него. И во однос на граѓаните јас сум 100% сигурен во сето тоа, затоа што од како помина првиот круг работите се менуваат, постојано имаме јавување од граѓаните, постојано добиваме поддршка, што е мене лично ми е тоа многу битно, нели како градоначелник, ако немате поддршката од граѓаните, мислам дека тука џабе вие се друго што го имате. Нели јас сум човек кој што тука роден во Шуторизари, живеам во Шуторизари, работам во Шуторизари, тука сум израснат, значи буквално сум врзан за Шуторизари и целиот свој живот сум тука. Граѓаните добро ме препознаваат и како личност и како карактер, како сум што сум, нели тука се голема улога игра и семејството и позадината од која што потекнуваме сите, нели има голема разлика помеѓу мене и Курто тука и верувам дека граѓаните тоа го препознаваат и затоа и ќе во недела ќе ја добиеме нивната поддршка во голем број. Непосредно пред снимањето на овој разговор на твојот профил на Facebook сподели едно видео од граѓанин од Шуторизари, известен Елвер Демирович, се вика човекот. Токму така, да. Кој јавно открива нешто шокантно и невидено. За што станува збор? Можеш ли да му објасниш на гледачите што е ова видео? Елвир ми се јави мене после првиот круг да ми раскаже својата приказна или како што е. Јас побарав да седнам со него да видиме што е, како е работата и човекот буквално е во голема мака. Тоа што го слушнав од него е дека он пред неколку години уште си има купено парцелата најрегуларно како што треба. После тоа побара отиде во општина, си поднесе барање за да добие градежна дозвола да може да се гради, нели, пошто веќе си ја купил парцелата. Од страна на луѓето во општината му беше кажано дека он треба да купи некој булдозер или багер, не знам тоа како беше точно. И човекот одбил тоа да го направи, вика јас си сакам најрегуларно, нели, како и во сите општини, така и дајте ми да си платам даноци што треба комунали, да можам да си градам. Тоа не се случи и после некоја година некој почна да гради во неговиот имот. На неговата парцела купен. Буквално, да, во неговата парцела, човекот си има имотен лист за сето тоа, нели, има комплетна документација, има изреагирано, го пријави случајот во полиција, го пријави случајот во градежниот инспекторат, значи буквално мислам дека пријави на секаде каде што требаше да се пријави, но за жал знаеме како функционираат институциите во
изминатиот период и сега човекот дојде и вика да ми помогнеш. Добро, што можеме да направиме. Да. Ќе видиме сега, и јас треба да се видам уште еднаш со него, да ја провериме уште еднаш целата документација, да седнеме со управниот тим и да видиме што можеме да направиме. Мислам дека такво нешто е жалосно и невидено до сега. Не знам дали во некоја друга општина или некаде во некоја друга држава се има нешто такво случајно, тоа што се случува во Шуторизари, и верувам и ќе направам напори овој случај да се реши. Затоа што ако се случи еднаш, тоа не значи дека нема да се повтори, може да се случи секому, не само на мене, но и на некој друг мој сојграѓанин, а ја нема да дозволам нешто такво. Па, со оглед на тоа кога ќе преземеш градоначелничката улога, се надевам, ќе имаш простори за ревизија да видиш што се случува. Апсолутно ќе направиме ревизија на целото работа. И кои се други луѓе нели го правеле тоа. Кажи ми, имаше ли вака притисок врз гласачите во Шуторизари за првиот круг избор? Колку се почитуваше тоа демократско право во Шуторизари? Ова го велам од причина што, на пример, на претходните избори, истиот тој Курто Дудуш имаше казни и притисоци до пазарџиите во општината, им поставуваше класичен ултиматум, или ќе гласате, или ќе ви ги одземам тезгите, им наплаќаше кои казни по 50 евра на луѓето кои што не да гласат. Ги користат ли повторно овие подземни методи во кампањата, прљава кампања, да пробуваат со подкуп, со закани на луѓе, со такви приказни, нешто што во минатото често пати сме го гледале? Па сега да речеме дека подкуп не постои во Шуторизари, ќе се лажеме. Реално ќе се лажеме, тоа што е јавно тајна дека тоа постои, тоа си функционира. И денеска, може би сега во моментот се врши. Во однос на притисоци има во однос на вработените кои што се под општина, нели, тие што работат по градинките, по основните училишта и во самата општина. Знаете, денеска има методи луѓето да те комуницират на многу начини. И буквално си кажува, значи ние сме тука, мораме да присуствуваме, мораме да се појавуваме, но да знаеш дека ние со нашето семејство ја даваме поддршката за тебе. Позади параванот. Точно така. Позади параванот, тоа никој не го гледа. Сега има еден друг интересен момент тука во однос на пазарџите, кој веќе ги спомна. Ако претходно ги казнуваше пазарџите се со тоа да им прави притисок, овој пат се промени сосема спротивна метода. Што се случува? Значи во Шуторизари, во главната улица што се дуќанчињата, нели, што продаваат луѓето бутиците, луѓето на Курто Дудуш собираат секој месец по 1000-1200 денари од секој дуќан, се со цел као за одржување на хигиената пред дуќаните лево десно. Исто така и на тие луѓе што продаваат во плочникот, ако заработуваат по 10-20 денари од продадено парче. И сега тука Курто Дудуш као пред избори ќе се искара со своите соработници и излегува во јавност и вика: луѓе, од сега понатаму немојте да давате на никому пари, вие сте слободни, ова, она. Класичен рекет бил ова со 1200 денари и сега Да, класичен рекет. Работа за Панчеви рекол после изборите. Да, мислам дека тука ќе има Министерството доста работа во Шуторизари и значи се обидам сега на поинаков начин или на позитивен начин да ги присвоја луѓето, но луѓето викаат ако веќе си знаел дека нешто се случува, имаше 8 години нешто да направиш, а не сега месец дена пред избори. И јас од моите едни главни ветувања што им ги ветам на моите сограѓани е следното, дека таквите луѓе нема повеќе да плаќаат ништо во Шуторизари. Ниту па тие што продаваат во плочникот, затоа што знаеме колку заработуваат тие луѓе. Тие немаат капацитет нели сега да регистрираат фирма, па и фискални. Буквално за 10 денари денес како заработи 100 денари, луѓето си одат радосни дома. А има и еден друг момент тука, каде што се злоупотребуваат јавните паркинзи во Шуторизари. Луѓето блиски на Курто Дудуш го окупираат паркинг просторот и секој кој што доаѓа во Шуторизари на пазар или на кафе или на било што и ја сака да се ја паркира својата кола, ќе мора на некому тоа да го плати. Сум го приметил тоа, дури ценовници има напишани на кај. Така и тоа ќе го прекинеме. Јас реков дека и тоа ќе го прекинеме и тоа веќе нема да се случува во Шуторизари. Ке изгледа интересно. Ви рекол во секој имаш добра. Инаку самата Шуторизари е, знаеш, мултиетничка и мултиконфесионална општина, и една од најубавите според мене во Македонија. Јас живеам во незина близина. Како планираш да го стимулираш овој соживот? Како ќе го реплицираш тоа во администрацијата? Дали ќе има тука реалност или
да имаат сите луѓе кои што живеат во застапеност подеднаква. Пошто во Шуторизари живеат и роми, и македонци, и албанци, и турци, и бошњаци, сите живеат. Да. Видете, мојата стратегија, мојот план е следен, да во Шуторизари има соживот. Токму така во Шуторизари живеат и албанци, живеат и роми, но живеат и македонци, живеат и од другите заедници, иако се во помал број, но тука се луѓето и мораме да ги спочитуваме. Значи, Шуторизари не само што е мултинационална, туку е мултирелигиска. Значи, тука имаме и православни, имаме и муслимани, имаме и протестанти, имаме и вакви и такви, и тоа мораме да го испочитуваме. Ние сепак тие се луѓе се нашите сограѓани, ние мораме, јас како градоначалник ќе посветам големо внимание на соживотот помеѓу сограѓаните, значи да не дозволуваме да има етнички проблеми во Шуторизари, него сето тоа да биде испочитувано од сите страни. Лош момент, пример, сега се случува нешто со Горно Оризари. Јас сега за кампањата бев таму да ги посетам луѓето, да видам што како, иако нели по некој пат се појавувавме, имаме нели пријатели таму, луѓето се жала дека 8 години градоначалникот не се појави во Горно Оризари. Иако е тоа село, но сепак е под негово владение и тој требаше 300 метри од Шуторизари, нели? Буквално. Нема никаква инвестиција во Горно Оризари. 8 години нема инвестиција во Горно Оризари. Актуелен градоначалник, а таму ние имаме околу 300-350 наши сограѓани кои што живеат и функционираат. И тоа претежно македонци, мислам дека. Претежно се македонци, без разлика кои се што се, но треба да се испочитуваат и да им се овозможуваат истите услови за живот како на македонците, така и на албанците и за ромите, сите заедно. Не смееме да се поделиме, затоа што ако се делиме тука само ќе направиме лошо. Мораме да работиме заедно, затоа што заедно живееме тука, истиот воздух го дишиме, нашите деца во истите училишта одат, нели? Во истиот автобус се возиме, иако сега нема автобуси, нели? Се надеваме откако Орце ќе дојде градоначалник ќе го реши прв тој проблем. Значи, сакаме, неќеме, мораме заедно да функционираме. И секоја поделба, секое разединување ќе биде лошо. Не смееме така да функционираме, мора да... А замислете колку едноставни барена имаат луѓето од Горно Оризари. Улицата во никаква состојба име. Значи, таму барат само реконструкција на главната улица, се за цел да имаат полесен пристап до селото. Значи, луѓето да можат полесно да идат на работа и да се вратат дом. Да, пред некој ден го поминав тој пат како Минско поле изгледа, дури буквално ние... така, да, буквално така. Така. Едно паркче нема во Горно Оризари. Така, спомна и ми отвори една мисла исто така, еден од најгорливите проблеми што за мене секогаш бил проблем со општината Шуторизари е начинот на организирање на јавниот превоз. Да. Имате ли идеја некоја сорце во врска со ова прашање околу Шуторизари? Тоа е, мислам дека е исто голема рак-рана вака. Да, апсолутно. Ние со години го имаме тој проблем, нели како и градот Скопје, така и Шуторизари го има тој проблем. И јас од страна како опозиција дури собравме потписи, направивме петиција од граѓаните, поднесовме до град Скопје, до Советот и баравме да се реши проблемот, но како што не се реши проблемот за градот Скопје, така и не се реши проблемот за Шуторизари. Интересен момент што тука во тој дел кога направивме таа акција да ги собереме потписите за петицијата, градоначалникот не дојде да се потпише. Што значи не даде поддршка, туку претходната вечер се појави на Facebook и рече дека јас сум разговарал со директорот, од утре ќе има дополнителни 8 автобуси во Шуторизари, се со цел само да ја бойкотира таа акција, нели, за да не биде успешна, но имаше други ден 8 автобуси, немаше. Како? Нови 8 автобуси немаше. Не. Како нови автобуси, уште се намали бројот на автобуси, нема шанси за нови автобуси. Него сакаше да ја бойкотира целата акција, не да не биде успешна, но напротив, граѓаните застана од наша страна, ние за 2 дена собравме повеќе од 2000 потписи. Во Шуторизари те ги поднесовме во град Скопје. Сега што е проблемот во однос на јавниот превоз во Шуторизари? Во Шуторизари циркулираат две линии, 19 и 20. Сега, од 19, од линијата број 19, таму имаме, да речеме, 4 автобуса кои што возат и од тие 4 автобуса еден е државен, другите 3 се приватни. И секогаш кога ќе настане проблем со неисплата, со ова, со она, овие приватници венели се повлекуваат и останува само еден автобус и тој не ги задоволува потребите на граѓаните. Нормално. Тој не ги задоволува потребите. Додека па линијата 20 е комплетно приватна, тука нема јавен превоз, него приватен си е тој превоз и тука има исто така проблем. Тоа што го договоривме со Орце е следното,
Значи, за број 19, ако има 4 автобуса, барем 2 да бидат државни, 2 да бидат приватни, се со цел да може тоа да се регулира, да има да нема таков проблем и да може линијата број 20 да влезе исто во јавниот сообраќај, во под јавно сообраќајно предпријатие, за да може и тука да го решиме проблемот. Ценам дека според тоа што го познавам ја лично Орце како другар, како пријател, како брат, нели, Орце секогаш стоеше на својот даден збор и верувам дека и во овој дел ќе стои на својот даден збор и ќе го реши проблемот со јавниот превоз за граѓаните на Шуторизари. Па познавајќи дека и двајцата сте луѓе од збор, знам дека тоа ќе се Да. реши, но мислам дека треба да размислувате понатаму кога ќе бидете градоначалници и за проширување на линиите во Шуторизари, според мене се нели зголемува општината и потребно е, мислам, во иднина, како мој предлог до вас, до тебе и до Орце, дека се потребни уште неколку линии автобуски за Па за може Шуторизари. да се размислува и за тоа. Ние во еден разговор со Орце дознавме дека градот Скопје има 40 автобуси за кои не им се потпишани лиценците за да може да се вклучат во сообраќајот. Зборам општо за град Скопје, не зборам и се само за Шуторизари. А знаеме дека од другата страна очекуваме во текот на март или април месец да добиеме уште 80 нови електрични автобуси, кои дел од тие автобуси ќе бидат и за Шуторизари. Одлично. Треба јавниот превоз се повеќе да биде подобар и поквалитетен во градот Скопје од многу причини. Првата причина е загадувањето, пренатрупаноста на улиците и секако, така е, токму тие така. останати работи. Кажи ми, вака на работа мене многу ме интересира лично, со оглед на тоа што си кандидат на ВМРО ДПМН, Да. коалицијата, сметаш и со тоа дека паѓаат во вода сите оние тези дека ВМРО ДПМН е една национална политичка партија, туку напротив е отворена и достапна за сите во Македонија. Да. Во целост се согласувам тоа дека е така. Мислам, јас тоа и го гледам и го доживам затоа што веќе граѓаните не размислуваат националистички. Сега секој бара да има подобри услови за живот. Нели, да има се возможи. И граѓаните тоа го гледат кој тоа им го возможува. Имавме прилика во минатиот период, нели, да видиме све што се случи и никој не ќе веќе тоа да се повтори, а знаеме дека сега веќе работите почнува да се раздвижуваат, да тргнуваат напред и сите сакат во тој дел да бидат. Јас знам, еве јас ќе ви кажам дека многумина од моите сограѓани роми доаѓаат во нашиот општински комитет, бараат да потпишат пристапница не заради тоа за некоја националност, него напротив тоа дека ВМРО е партија која што гради, партија која што работи и вложува за својот народ, нели, за целата држава, за разлика од другата страна, каде што ништо не се прави. И јас буквално се сложувам дека полека тој дел дека ВМРО ДПМ националистичка партија паѓа во вода. Идржан сме на 24 часа пред изборниот мок. Емисија води во четврток во 22 часот. Може ли за крај вака да чуеме една порака твоја до луѓето кои што треба во недела да излезат на гласање во Шуторози? Што би им препорачал? Па јас нели повторно да ги поздравам сите мои сограѓани од општина Шуторизари, без разлика на нивната националност, дали се албанци, роми или македонци, барам од нивна страна да пред било што да направат, да седнат, да размислат убаво, да направат една добра анализа, да видиме дали сакаме да останеме изолирана општина како до сега, или сакаме да бидеме просперитетна општина, и ова општина во која што ќе се гради, во општина во која што ќе се инвестира, општина во која што ќе се подобруваат условите за живот и врз основа на тие одлуки, заклучоци што ќе ги донесат, да и оние самите да носат одлука за кого ќе го дадат својот глас. Јас сум сигурно убеден и верувам во моите сограѓани дека и покрај се што се случува и сите притисоци, нели, и сите работи околу нив, овој период се со цел да некој добие некаква гаранција дека тие ќе гласаат за нив. Јас верувам дека моите сограѓани ќе донесат правилната одлука, ќе гласат за правиот човек и ќе го заокружат бројот 9 во недела. Јас ти посакувам многу успех во недела на изборите. Уште едно-две блиц прашања. Знам дека испративме порака, но би сакал да ти ги поставам. Ако нема. Во меѓувреме заборев да те прашам во текот на целата емисија, кажа дека Дуе во директна коалиција со Курто Дудуш. Дали имаш ти поддршка од другиот албански партнер, Влен,
за во недела на изборите. Дуи буквално има пресликување на гласовите, значи толку колку што дуби советничката листа на Дуи во Шуторизари, толку и доби актуелниот градоначалник. Гласови од нив, да, и ние имавме поддршка од нашиот коалиционен партнер Влен, значи таа соработки коалиција што е на национално ниво, нели ја направивме и на локално ниво. Сега мораме да бидеме искрени дека тука бројот на тие добини гласови е многу помал, но тоа што е, ние јас сум сепак заблагодарен на нив, нели, на нивната поддршка, верувам и во нив и верувам дека овој пат таа поддршка ќе биде многу поголема. Така, после потпишувањето на оваа декларацијата, дали ќе имате стабилен совет, кој што ќе можете да носите одлуки без проблеми, условно кажано? Па ние според моменталната ситуација и распоредот на советниците, ние веќе го имаме мнозинството во советот. Знаете дека нели ќе има сега прегласување на 3 избирачки места во Шуторизари за совет, но тука не очекуваме голема промена да се случи, затоа што ако ние како ВМРО имаме 4 советника, Влен има 4 советника, Сојузот на ромите кој што ни се приклучи имаат они 2 советници, тоа се веќе 10, и демократските сили на ромите имаат 1 советник, ние веќе имаме 11 советници од 19. Така да што и да се случи, ако евентуално некоја промена се случи, тука ќе се случи само за 1 советник и тоа нема да влијае за мнозинството во советот, така да јас сум сигурно убеден дека ние ќе го имаме и мнозинството во советот. Останува да видиме во недела како ќе заврши нели целата оваа работа. Да. Значи престојат многу убави денови за општината Шуторизари. Ова го кажувам искрено некако пропаганда, Ерџан, бидејќи ова што го слушнав од тебе, го слушам прв пат од некој човек што живее таму на ваков начин. Да. Го пренеси да ми го Баш каже. ми е мило. Ова, многу искрено, многу од душа кажано, и ти посакам стварно успех. Фала. И да го вратиме оној сјај на Шуторизари од некои дамнешни времења кога го вика Мал Парис, не знам дали се сеќаваш. Па реално го вика така, Мал Парис беше едно светилиште каде што цела Југославија доаѓа луѓе. Види, тоа така го викам, а реално ништо не направи за Мал Парис. Значи срамота е да ги излажеме луѓето дека шутка ќе претвориме во Мал Парис, а една шајка да не заковаме. Срамота е да засадиме 2 палми и да речеме дека шутка ќе претвориме во Дубај. Тоа е голема манипулација и голем срам. Срам за актуелниот градоначалник. Но тоа граѓаните го ценат и токму заради тоа граѓаните ќе се донесат правилната одлука и сум сигурен дека ќе го казнат во недела. Така е, ти благодарам уште еднаш што беше гостин вечер во студиото на емисијата Проверитас. Повторно ќе се видиме во некое друго издание каде што ќе разговараме до каде ти е реализацијата. Секогаш сум тука, секогаш ќе ви бидам достапен, кога и да ви затреба, нема проблем, побарајте ме слободно. Ти благодарам уште еднаш што беше гостин, почитувани гледачи. Ова беше 6-то издание на емисијата Проверитас. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.